Урбанистичките проблеми кои се се поинтензивни скапо ќе ги чинат охрити граѓаните, велат екологистите. Наместо нови урбанистички планови за решавање на хаосот, се оди во спротивен правец. Се кројат планови за нови градби, а растат реакциите на граѓаните. Во меѓувреме се ближи и датумот кога УНЕСКО ќе разгледа за колку од 19 забелешки градот успеал да ја промени перцепцијата. Трајче Талевски од невладината Охрид ЕСО се настават дека многу малку се направило периодов назад, па сега постои опасност УНЕСКО или да го зголеми списокот на забелешки или да го стави градот на листата за грозени подрачја. Една од препораките беше додека не се направи инвентаризација на дивоградби, додека не се донесат нови урбанистички планови, додека не се ревидираат сите урбанистички планови, додека не се направи влијание врз животната средина, студии за влијание врз животната средина и тоа кумулативно, не смее да се дават нови дозволи за градба. Меѓутоа, најверојатно од одредени причини дозволи за градба се издаваат, се градат низ градов, некаде во моментот можеби 200 до 300 стамбени единици. Ние очекуваме или да добиеме уште десетина нови забелешки, кои што ја гледаат несериозноста на државата и на градов према правилата или према укажувањата на УНЕСКО. Ако не се изреализирани од оние 19 не се изреализирани, 10 не се изреализирани, тоа зборува за несериозност кон самиот проблем. Дека постои итност од донесување на нов генерален урбанистички план, а потоа и детален, потврдува и градоначалникот Ѓоргиевски, но од друга страна пак не се согласува дека општината не направила ништо за да ја подобри сликата пред комисијата, која во јуни ќе заседава во Баку. Мојот коментар е дека и најверојатно јас ќе патувам во Баку на состанокот на УНЕСКО, па ќе видиме таму што се случува, не можеме да предуцираме. Али Пашината џамија, хотелот во Лагадин, петокатница на булеварот туристичка се само дел од градбите кои изминатиот период добија на големи реакции меѓу граѓаните и пред јавноста. Превирањата за нивната легалност се уште траат, а дали и како ќе завршат никој не открива. Сепак екологистите остануваат на ставот дека заради профит на поединци во иднина ќе плаќаат неколку илјади граѓани. Не можеме да дозволиме за поединци, кога станува збор за десетина, стотина, па и милион илјади евра, за луѓе да добијат од некакви си вакви сделки, да загубат 60, 40, 50, 60 илјади жители на Охридскиот регион, нити да изгуби Македонија еден град кој што е ставен на листата на заштитени градови под УНЕСКО. Она што на Охрид УНЕСКО период наназад му го забележува е сериозното нарушување на автентичноста на старото градско јадро, огромното количество на бетон и друг градежен материјал кој последниве години бил употребен за изградба на нови објекти, како и се поочигледното уништување на езерото.